Надлежен обвинител и екипа на МВР изврши увид на местото на пожарот во Трубарево, кој се случи викендот во фабрика за рециклирање на електронски отпад. Увидните дејствија, како што велат од обвинителството, биле во делот како на настанување на пожарот, така и во однос на складирањето на отпадот на предметната локација. Од таму додаваат дека истражните органи ќе останат на терен за преземање на сите неопходни дејствија заради целосно испитување на настанот. На лице место и натаму е стационирана и противпожарна екипа, бидејќи на дел од локацијата и понатаму се појавуваат повремени чадења и постои опасност од ново разгорување. На локацијата беше извршено фотографирање и дронско снимање. Со оглед на затрупувањето на локацијата од безбедносни причини, увидните дејствија на терен се отежнати. По наредба на јавен обвинител, локацијата ќе остане обезбедена и во наредниот период за потребите на постапката. Велат од обвинителството. Во меѓувреме, судот одреди нов 48-часовен притвор за четворицата осомничени, кои се опфатени во постапката поврзана со пожарот. Анализите кои досега ги направи Институтот за јавно здравје покажале дека нема радиоактивност во водата и опасни тешки метали во почвата по пожарот во Трубарево, но се чекаат и дополнителни испитувања. По планево пристигнаа и мерењата за квалитетот на воздухот во Трубарево. Од Министерството за животна средина соопштија дека истите покажале од сите просечни вредности за концентрација на PM10 частички се движат во рамките на законски дозволените граници и досега не било регистрирано надминување на утврдените прагови. Ефектите од загадувањето по силниот пожар можат да се појават и после неколку часа. Поради тоа, сите граѓани од Трубарево мора да извршат контрола на лекар, вели пулмоалергологот Дејан Докич. Штетни материи може да навлезат и во подолните дишни патишта, па да направат проблем во смисла на една обструкција, односно свирење, тешкоти во градите, неможност да се дише, болка во градите, може подоцна да води до едем во белите дробови или пак до едно многу тешка состојба акутна респираторен дистрес синдром или АРД што го викаме. Може да се јават тивки и одложени оштети на белите дробови што се јавуваат 6 до 12 часа по експозицијата. Може да развие симптоми како што се акутен едем на ларингсот и на трахеата, дишникот, каде што ќе има едно стридорозно дишење, или пак ќе развие токсичен пнеумонит, воспаление на белите дробови. На местото на пожарот во Трубарево, како што наведуваат од обвинителството, ќе продолжат да се вршат дополнителни мерења од Министерството за животна средина, а на терен ќе излези веќе лице од областа на екологијата.